Добро вечер. Започнува дневникот на Канал Плюс. Ова се дел од денешните настани. Заживува индустриската зона во општина Карбинци. Денес стартуваа градежните работи на бензинска пумпа, а во план изградба на незагадувачки индустриски капацитети. После вчерашните врнежи истокот повторно се соочува со поплави. Акумулацијата Калиманци прелева, поплавени се земјоделски површини во близина на реката. Еден загинат и 4 повредени е билансот на тешката сообраќајна несреќа која утринава се случи на влезот во Штип. После вчерашните врнежи истокот повторно се соочува со поплави. Акумулацијата Калиманци е на прилив од 8 метри кубни. Водостојот на брегалница е зголемен што предизвика повторно поплавување на земјоделските површини во близина на реката. Најзагрозени се површините во општина Чешиново-Блешево. Источниот регион повторно загрозен од река Брегалница. Поплавени се неколку куќи земјоделски површини. Како што соопштија од Дирекцијата за заштита и спасување, повторно се излијани реките во Македонија. Врнежите што ја зафатија Македонија го зголемија водостојот на Брегалница, при што повторно беа поплавени земјоделски површини во општина Чешиново-Блешево. Браната Калиманци е на прилив со околу 8 метри кубни, што дополнително представува опасност од нови поплави. Поради поплавите што го зафатија овој регион, општина Чешиново-Блешево, Дирекцијата за заштита и спасување, Водостопанство Брегалница вршат одводнување на каналите, изјави за Канал Плюс Костадин Личков, градоначалник на општина Чешиново-Блешево. Дирекцијата за заштита и спасување ја следи состојбата и доколку има потреба или барање од локалната самоуправа, подготвена е за брз одговор на терен. Поплавите што ја зафатија Македонија во јануари и во февруари предизвикаа штети од 25 милиони евра. 43 општини се евидентирани за штети од излевањето на реките и на каналите, а најмногу штети се евидентирани кај аграрот. Денес Штип се потсети на бомбардирањето на градот пред 74 години. 6 април е еден од најцрните денови од историјата на Штип, а жртви на бомбардирањето беа над 150 граѓани на кои денес им беше оддадена почит. Денеска се сеќаваме на еден трагичен настан од нашата бурна историја. Пред 74 години фашистичка Германија ја нападна тогашна кралска Југославија. Денес се полагаше цвеќе, имаше пригоден говор од градоначалникот на општина Штип и рецитал пред релефот на зградата на Народниот театар. Во оваа прилика сакам да ја порачам на младите. Негувајќи историјата, сеќавајќи се на херојските моменти од нашата историја, сеќавајќи се на трагичните моменти од нашата историја, да се бориме да се зачуваме оваа држава која имаме. Значи, Македонија е на светото нешто што постои и затоа жртвите не беа залудни. Наша е на генерациите кои сме сега, а бидејќи имаме живи борци овде, да им ветиме дека за се она за што се бореа тие во текот на народно-ослободителната борба, се она што го ствараа претходните 70 години, слободна независна Македонија, мислам дека имаме оврска, не само да сочуваме, туку уште повеќе да ја надградиме, да ни биде уште подобро за живење. Едноставно, македонскиот народ да биде среќен што има оваа држава. На денешното одбележување по повод 6 март, денот на бомбардирањето на градот Штип, им се одаде почит со едноминутно молчење на загинатите борци. 97 годишниот Трајан бил учесник во Народно-ослободителниот покрет кога имал само 23 години, во далечната 1941 до 1944 година. Страшно беше, тука имаше прекај таму се лесови од бомбардировката. И имаше од онаа страна и цивилни деца, 15-16 годишни. Сојузот на борците на Народно-ослободителната борба и општина Штип денес го одбележаа 6 април, денот на бомбардирањето на градот, каде загинале на 200 луѓе. Првиот налет по долината на реката Отиње е истурен првиот товар бомби, а на враќање, бидејќи населението и
единиците за врски од бивша Југославенската армија кои били стационирани овде во театарот, нашле заклониште во реката Отиње, во блисчи лет со митралези и го митралирале корито и се загинали околу 150 луѓе во тој ден. Во вториот налет е бомбардирано Тузлија, Горно Мало и Сарот, при што се убиени 54 луѓе, 20 се ранети и 10 души се водат како исчезнати. Потоа се посети заедничката гробница на градските гробишта во Штип и споменикот на стреланите партизани на патот Штип-Кочани. Тешка сообраќајна несреќа се случи утринава во Штип. Едно лице го загуби животот, четворица се повредени во судир меѓу два автомобили. Сообраќајната несреќа се случи на влезот на Штип кај мостот Гоце Делчев. Тешка сообраќајна несреќа се случи денес во Штип, во која животот го загуби 46 годишниот Ванчо А. Трагедијата се случила на 30 минути по полнок на булеварот Гоце Делчев во Штип. Од силниот удар, животот го загуби 46 годишниот такси возач, а останатите четворица патници кои се наоѓале во такси возилото, од кои и една бремена жена, се пренесени во клиничкиот центар во Штип и се наоѓаат во добра здравствена состојба. Ноќеска 25 минути по полнок на улицата Гоце Делчев, односно мост Гоце Делчев во Штип, се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило BMW X5 со штипски регистарски таблици, управувано од 21 годишниот турски државјани и како сопатник во возилото било 34 годишно лице од Штип и патничко моторно возило Volkswagen Vento со штипски регистарски таблици, управувано од 46 годишниот штипјанец со 4 сопатници на возраст од 25 до 29 години. По незгодата, кај возачот на патничкото моторно возило Volkswagen Vento, на лице место од страна на доктор на итната медицинска помош Штип била констатирана смрт, додека сопатниците биле пренесени во клиничката болница во Штип, каде што им се констатирани телесни повреди. Први кои укажале помош на местото на несреќата кои случајно поминале било амбулантското возило на брзата помош од Делчево. Полицијата извршила увид на местото на настанот и се чекаат резултатите од вештачењето. Заживува индустриската зона во општина Карбинци. Денес стартуваа градежните работи на бензинска пумпа во Карбинци, а во план е изградба на неколку индустријски капацитети од незагадувачката индустрија и ветеринарна станица. Почна изградбата на првата бензинска пумпа во новата индустријска зона во Карбинци. Со тоа и официјално е означен стартот на оваа зона на која во иднина треба да никнат десетина објекти со разновидна дејност. Денес започна изградбата на првиот објект, нова бензинска пумпа во индустријската зона во општина Карбинци, а ова е само почеток на заживувањето на оваа зона, на која во догледно време ќе никнат уште десетина објекти со разновидна дејност. Инаку општина Карбинци ќе продолжи со давање поволности за идните инвеститори. На овој начин се создаваат можности за привлекување на нови инвеститори, зашто зоната станува реалност. Ќе се протега на површина од над 16 хектари. Треба да се истакне дека досега имаше повеќе обиди за заживување на оваа зона, но без успех. Потенцијалните инвеститори само се интересираа за условите, но никој не започна со градба. Конечно сега може да се рече дека за општина Карбинци доаѓаат подобри денови, затоа што со целосното пополнување на зоната со новите фирми ќе се создадат услови за подинамичен стопански развој. Во општина Карбинци во моментот работат неколку поголеми фирми како што се Фруктана, Екоаза Самандов и неколку помали капацитети во кои екзистенција остваруваат над 400 жители. Дополнителен мотив за новите инвеститори секако е и претходно извршената реконструкција на мостот на Брегалница, за што беа вложени над 22 милиони денари. Пари обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.
За најфреквентната улица во Берово, Страшо Пинџур, градоначалникот Драги Наџински најави дека е објавен тендер за реконструирање на улицата. Што се однесува до изградбата на дом за стари лица во општина Берово, Наџински истакна дека во тек се финалните подготовки. Успешно реализирани повеќе значајни проекти во општина Берово. Во делот на патната инфраструктура изградени се улицата Братство и Единство, како и улицата Даме Груев. Исто така реконструирани се улиците во селските населби Смојмирово и Русиново, а во моментот траат тендерските постапки за избор на најповолен изведувач на неколку улици, изјави градоначалникот Драги Наџински. Објавена е тендерска постапка за улицата Страшо Пинџур, една од најфреквентните улици во градот, која што во моментот е во многу лоша состојба. Тендерската постапка за реконструкција на улицата Неретва е пред подпишување на договор со најповолниот изведувач и за многу кратко време ќе започне изведбата на градежните работи. Освен овие значајни улици на градот, во тек се постапки за избор на изведувачи за реконструкција на улици во Ратево и Будинарци. На улиците Даме Груев и Неретва и Ленинова штетните азбестни цевки беа заменети со нова водоводна мрежа. Во Русиново ја реконструиравме дотраената пумпна станица, а во меѓувреме ги разгледуваме можностите за изградба на нов резервоар за непречено снабдување со вода на граѓаните. Од големо значење за локалното население е изградбата на двата објекта, капела во Берово, како и дом за сместување на стари лица. Во тек се финалните подготовки за отварање на домот, а сакам да најавам дека преговараме за добивање на финансиски средства за проширување на капацитетите на домот. И во оваа прилика слободно можам да кажам дека општина Берово е позитивен пример во Република Македонија за користење на средства од предпристапните фондови на Европската Унија. Минатата година, преку програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, успешно го реализиравме проектот за реконструкција на кејот на река Брегалница во Берово, а сега од истата програма е во тек на реализација проектот за целосна реконструкција на детската градинка во село Русиново. Од ИПА програмата за рурален развој очекуваме да бидат одобрени за финансирање проекти за изградба на нов современ пазар кој што ќе ги задоволува стандардите кои се пропишани со нашето законодавство. И реконструкција на улиците Даме Груев во Русиново и улицата Маршал Тито во Берово во потегот од јавното комунално предпријатие на кај излезот за Беровско езеро. Градоначалникот најави уште еден голем проект од ИПА фондовите. Во тек е реализацијата на проектот за подобрување на состојбата на системот за одводнување на отпадните води во општина Берово. Проектот е во вредност од 5 милиони евра, а со него значително ќе биде подобрен системот за одводнување на отпадните води во општина Берово. Од денес во Кочани започна активностите за одбележување на 8 април, меѓународниот ден на ромите. Денеска се одржаа спортски надпревари. За утре е најавено приредби во градинките, а токму на денот 8 април ќе се одржи културно-забавна програма во подготовка на невладината Авена од Кочани. Според програмата за одбележување на Светскиот ден на ромите 8 април, денеска во салата на Основното училиште Никола Карев се одржа спортски општински надпревари во мал фудбал, на кои учествуваа ученици од Основното училиште Малина Попиванова и Раде Кратовче. По завршувањето на надпреварите на учесниците им беа доделени награди и благодарници од страна на општината. Како и секоја година, и денес започнавме со одбележувањето на Светскиот ден на ромите. Денес имаме активности спортски турнир во мал фудбал со основните училишта. За утре со почеток во 10 часот во детската градинка Павлина Велјанова клон 4 ќе се одржи приредба во која ќе бидат вклучени сите дечиња од 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова како дел од проектот Инклузија на ромите во детската градинка. Утре седми имаме една мала приредба и таа е најдобра приредба, можам да кажем да се пофалиме со најмалите деца во градинката. За успешна реализација на планираните активности за одбележување на Светскиот ден на ромите, финансиската поддршка од локалната самоуправа на општина Кочани заедно со невладината организација Авена.
Дипломскиот филм на Сашко Потер Мицевски во Земјанинот ли се закити со уште една престижна награда за Интернационалниот фестивал на студентски филмови во Белград. Филмот за Микили досега е прикажан на повеќе филмски фестивали низ светот и има освоено награда за најдобра монтажа на фестивал во Делхи, Индија. Со уште една награда се закити во Земјанинот ли, дипломскиот филм на Сашко Потер Мицевски. Овој пат ја доби наградата за најдобар документарен филм на Интернационалниот фестивал на студентски филмови во Белград. Фестивалот се одржа од 29 до 31 март во Домот на млади во Белград, а филмот беше прикажан на отворањето на фестивалот. Вон Земјанинот ли е краткометражна документарна приказна за штипската легенда Мики Ли Трајчевски, а истиот може да се погледне на YouTube и е достапен со превод на 14 јазици. Само на YouTube може да се гледа, не треба да платите за тоа пошто е бесплатен достапен филм, така јас го гледам Мики по време да се слушаме. Сашко Потер Мицевски има дипломирано на катедрата по филмска и ТВ монтажа на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Во моментов тој го дооформува своето образование на магистарски студии во Англија и работи на својот следен филм со наслов "Сите ќе умреме", документарец исполнет со црн хумор. Станува збор за документарна црна комедија, мислам, не е сега нешто морбидно па да луѓето не сакаат да гледаат филмот, туку ќе станува збор за комедија кој што така на шармантен начин ќе ја долови можда смислата на живот, што е многу тешко. Следна дестинација на филмот е на фестивалот кој ќе се одржи од 12 до 19 април во Париз. Овој филм досега беше прикажан на повеќе интернационални филмски фестивали ширум светот, а исто така има освоено и награда за најдобра монтажа на документарен филм на фестивал во Индија во ноември минатата година. Од денес започнува последната седмица пред Великден, позната како страдална или света седмица. Во неделата на Христовите страдања верниците практикуваат строг пост. Граѓаните се подготвуваат за големиот христијански празник, а веќе подготвени се и трговците. Последна недела пред големиот христијански ден, Великден, граѓаните започнаа со подготовките. Секако најважен дел се јајцата украсени во најразлични бои. Потоа следува јагнешкото месо или свинското печено, торта или колачи и многу други специјалитети. Секако овде не се изоставуваат и постните работи. Оваа недела е најголемиот шпиц на пазарите, месарите и супермаркетите. Но од овде се поставува прашањето колку ќе му треба на едно семејство да ја збогати оваа празнична трпеза. Нешто најмизерно што може. Оти примањата не дозволуваат да припремаш нешто нарочито. На нула сме доведени, али како православен празник ќе си го прославам. Основните, али како порано, не. Не планирам од 2003 повеќе да потрошам. Ништа. Од тике немам. Имам кредити, имам друго, имам трече. На нула сме доведени, месо ти кажам нема ни да купам. Ово е мизерија у боја. До 1000 за јајца, за нешто за деца. Подобро беше. Сега тие последните години многу по-слабо. Најважното, цената на табла јајца оваа година е приближно иста како и лани и варира од тезга на тезга, во зависност од големината на јајцата и тоа дали се домашни или не. За табла јајца ќе ви бидат потребни од 170 до 220 денари, а зеленчукот и овошјето ќе бидат во постојан раст за време на празниците. За подготовка на печеното на помрсната трпеза, секако ќе требаат и повеќе пари, со оглед на тоа за колку луѓе ја подготвувате трапезата. Се троши јагнешкото повеќе и свинското. На јагнешкото месо е 369 цената, приступачна, мислам јас. На свинското 279 буто, 259 плешката, ребра има. За великденските празници ќе бидат намалени цените на свинското месо, на пилешкото и совоместните производи. Од свинско и од пилешко месо. Има добра е потрошувачката, приступачни се цените за тоа. И услугата. Побрвачката е добра. Дел од потрошувачите очекуваат и дополнително зголемување на некои од цените, посебно каде побарувачката е поголема, а секогаш околу празниците и трговците се во голема заработка. Додека од денес, според православниот календар, христијаните ја започнуваат неделата на најголемите Христови страдања,
а верниците практикуваат строг пост. Страстната седмица или неделата на светите страданија Христови, кое го изобразува и означува последните денови од животот на Спасителот Христос на земјата до неговото распнување и воскресението од мртвите. Имено понеделник и вторник се служи последување на женихот или се како еден вид на бдение во кој се читаат страданијата, почетоците на страданијата на Спасителот. Во четвртокот веќе се читаат 12 страдални евангелија и се спомнува тајната вечера, потоа за страдањата Христови и се изнесува распетието во средината на храмот. А од утре православните христијани ќе го празнуваат Благовештение. Во пресрет на престојниот христијански празник Великден, работното време на угостителите ќе биде продолжено. Во петок, сабота и недела угостителските објекти ќе работат со продолжено работно време. Општина Штип ги известува сите угостители дека во поглед на престојниот христијански празник Великден дозволено е угостителските објекти да работат до 3 часот наутро, што значи во петок, во сабота и во недела нивното работно време ќе биде продолжено и ќе работат до 3 часот наутро. Саботниот надпревар на фудбалскиот клуб Брегалница против екипата на првакот Вардар им донесе уште еден бод, со кој сините се искачија на едно место повисоко на табелата. Надпреварот се заврши 0:0. Фудбалскиот клуб Брегалница ги изравни бодовите со екипата на фудбалскиот клуб Пелистер. Надпреварот се одигра без никакви инциденти и публиката беше дисциплинирана. Стручниот штаб и управата на Брегалница премногу се задоволни со остварување на посакуваните цели. Играчите ја преземаа играта во своји раце и ги исполнија задачите кои им беа дадени од страна на шефот на стручниот штаб. Во тимот владее позитивна атмосфера и сите се подготвуваат за утрешниот надпревар со Турново. Изјави Гоце Бојчев за Канал Плюс. Фудбалскиот клуб Брегалница со интензивни тренинзи за средбата со Пелистер, која ќе се одржи во сабота 11 април на терените на Штипскиот стадион. Успешна мисија во Босна и Херцеговина имаа делчевските кикбоксери Елена Стојчевска и Давид Димитровски на 16-тиот интернационален европски куп Бихач Оупен 2015. Прво и трето место се успесите кои што тие ги постигнаа во своите категории. Елена беше прва во дисциплината Point Fight минус 65 кг, додека Давид Димитровски го освои третото место во категоријата за деца под 45 кг, исто така во дисциплината Point Fight. Инаку на Европскиот куп Бихач Оупен 2015 во Босна и Херцеговина Македонија се представи со млади и перспективни кикбоксери кои што покрај тоа што имаат искуство, имаат и успеси и медали, како од домашните, така и од меѓународните надпреварувања. Ова воедно беше одлична можност делчевчанката Елена Стојчевска да ја провери својата форма по двегодишната пауза, кога повторно се враќа во рингот и продолжува со своите надпревари. Со одигрувањето на 10-тото коло од спортските игри во мал фудбал помеѓу институции и правни субјекти, остана уште 3 кола во кои екипите учесници на турнирот ќе може да се пласираат во првите 4 места за одигрување на полуфиналните и финалните надпревари. Во 10-тото коло беа одиграни следните надпревари, со што борбата за првите 4 места е се уште неизвестна. АРМ Гарнизон Штип против Фагус Пехчево 2:1, Сдружение на приватни фирми против такси возачи 5:0, Жито Малеш против Основен суд 1:3, Сдружение Еснав против администрација Берово 4:1, ПСОН Берово против млекара Малеш Смојмирово 3:1, Гранична полиција против банки, пошти и бензински пумпи 1:4, Јавно предпријатие Услуга Берово против Нова рефлекторна Пехчево 1:1. Следното коло ќе се одржи денеска, со почеток во 17:30 часот, во спортската сала Македонски бранители и во него ќе се одиграат следните надпревари. Администрација Берово против АРМ Гарнизон Штип, банки, пошти и бензински пумпи против Јавно предпријатие Услуга Берово, Фагус Пехчево против Гранична полиција,
Нова Рефлектори Пехчево против ПСОН Берово, Основен суд против Сдружение ЕСНАФ, такси возачи против Жито Малеш, Млекара Малеш Смојмирово против Сдружение на приватни фирми. Овде е крајот на Дневникот на Канал Плюс. Во прилог на Дневникот проследете го разговорот со Вишна Шорова Ангелова, директор на Дом на млади Штип, каде во наредниот период се подготвуваат неколку интересни случувања. Пријатна вечер.